Предизборно ветување беше во Усија дека ќе се направи канализација. Граѓаните, жителите на таа населба протестираа пред 2 недели. Ќе се почне, нема да се почне, кои се ставовите на властта? Изработката на проектната документација е работа на општина Кисела вода. Јас очекувам дека општина Кисела вода набрзо ќе го достави проектот. Во случај да го достави проектот, ако општина Кисела вода не биде корисник на средствата кои што централниот буџет се предвидени за изградба на таков тип на инфраструктурни објекти, градот Скопје ќе излезе во пресред во рамките на своите технички и финансиски можности да го подпомогне тој процес. Меѓутоа не можеме да изработиме канализацијата во Усија заради тоа што се уште немаме добиено проект по основ на кој што ќе бидат поведени соодветните постапки. Она што го знам како сознание е дека во тек е изработка на проектот за канализационата мрежа во Усија. А од кој треба да го добиете тој проект? Од општина Кисела вода. Добро, уште едно прашање до вас, мислам кога ќе биде до министар. Излекува слики по социјалните мрежи на детаца некој спрат се кревал, ветувавте зелени детаца или не знам како. Што се случува таму? Станува збор за реализација на помошен објект кој што не е отприлика околу 5% од вкупната површина која што се зазеленува, а кој што помошен објект како таков беше презентиран и е дел од проектот за зазеленување на дел од кровот на градскиот трговски центар. Тој договор е трипартитен. Е во рамките на градот Скопје кој што ги дава финансиските средства, UNDP кој што работи по програмата, да речам, на по основ на меморандумот што го имаме склучено со нашиот град и градскиот трговски центар како посебна една единица која што ја водеше постапката на проектирањето. Значи проектирањето и проектот кој што го финансира градот и UNDP се по предлог и по барање всушност на градскиот трговски центар, а помошниот објект кој што можеше да се види е некаде околу 5% од вкупната површина која што се зазеленува. Секогаш кога се работат било какви објекти во фаза на негова реализација или на било кој објект, може да има контраверзии или различни толкувања. Јас сум поборник на тоа да им даеме шанса на процесите. Нека се заврши, па кога ќе се презентира кај јавноста ќе можеме да зборуваме за неговиот квалитет или неквалитет. Меѓутоа не станува збор за никаква надградба на кров на градскиот трговски центар. Пак напоменувам дека зборуваме од вкупно 1800 метри квадратни, кој што е помали од 100 квадрати, кој што е помошна просторија која што ќе го обслужува зелениот кров. Каква ќе биде намената ќе определи градскиот трговски центар. Реакциите ги споделува. Околу темата сакам да прашање ми дојдоа дали во централното градско подрачје ќе продолжат да се гради според новиот генерален урбанистички план? Има нови градби, нешто што екологистите го оспоруваат и го потенцираат како причина за загадениот воздух во Скопје. Дали може од сега да ветите дека нема да има нови градби во централното градско подрачје? Оном кој што е густо населено. Мислам дека многу е аскетско прашањето да нема или да има. Ние секогаш сме зборувале дека проблемот во Скопје кој што се јави, дефектите кои што ги имаме во животната средина е токму заради непланското градење. И никогаш нити јас, нити било кој, да речам, од политичката структура на која што припаѓам, не сме зборувале дека нема да се гради, туку дека ќе се гради по план. Плански. Разбирате? Во оваа фаза ние започнуваме постапка за изработка на новиот генерален урбанистички план, каде што ги утврдувате деловите од градот и напоменав кои ни се таргетите при изработка на новиот ГУП. Преамбициозно би било сега да зборуваме дали ќе има или ќе нема определени објекти на определени места, затоа што тоа после ќе биде предмет на деталното урбанистичко планирање. Ние ќе ги определиме зоните каде што сметаме дека ќе биде потребно посериозно да се посвети внимание на развој на јавните површини, на зелените површини и површините кои што всушност ги употребуваат граѓаните надвор од своето место на живење. Впрочем, вие сте свесни дека јас веќе ја најавив проекцијата за изработка на централното градско подрачје како пешачка зона
и она што е сега главна сообраќајница која што го сече центарот на градот, всушност да стане еден нов јавен простор. Тоа се стандардите за кои што јас размислувам кога секогаш преурането, судењето за реализација општо. Јас се сеќам на една од дебатите во Советот на градска Скопје, каде што го разгледувавме полугодишниот извештајот за полугодишната реализација на буџетот. Тоа беше некаде во отприлика август месец, каде што да речем опозицијата во градот приговараше за недостаток на реализација на капитални проекти. И ако ги гледаат сега да речем во Скопје како се одвива, барем во Скопје да кажам летово сериозно се одвиваат некои работи и сакаат да замежуваат. Немало нови булевари, се прават 3 и ги гледаме сите дека се прават. Меѓутоа да судите за реализација на буџет на неговото полугодие едноставно е не е добар пристап. Зошто? Затоа што вие влегувате во постапки за јавни набавки кои што ги реализирате до некаде април-мај, па ги склучувате договорите, започнува реализацијата, па потоа доаѓаат плаќањата. Значи ние сега во град Скопје некаде во средината на ноември месец ќе го гледаме за третиот квартал реализацијата на буџетот. Така што да речам како се движи кон крајот на годината, визави планот за јавни набавки кои што го утврдувате на почетокот на годината и ги реализирате постапките, така да речам реализацијата на буџетските ставки се зголемува и тоа е да речем еден логичен редослед. Дури да кажам некаде пред крајот на годината можете да кажете со колкав степен се реализирани капиталните инвестиции, имајќи во предвид дека еве, во понеделник имаме плаќања за работи кои што се реализирале во текот на август или септември месец, зборувам сега за градот Скопје, и меѓутоа завршените работи во август, ако ги гледате номинално во буџетските ставки, ќе ви стојат како нереализирани иако сте ги платиле во октомври. Разбирате, така што некогаш мислам дека и малку прерано се суди и се прави. Не, општо зборувам јас дека некогаш се суди за реализација на определени буџетски ставки многу прерано, а на опозицијата секогаш тој одговара. Би било добро да се види каква ќе биде реализацијата на капиталните инвестиции и во градот Скопје, верувам и на централно ниво, некаде при крајот на буџетската година. Сега да прашам за овој генералниот план што го правите сега. Има ли таму конечно, не знам, трамваи на Скопје кои ќе се реализира со точни рекови, прецизни, ова горе наводно што е таа обиколницана ќе се прави така или ќе остане вака како што е? Спомнете нешто за тоа, малце Да, нека подробно, како на јужниот пример појас на градот отстапува од принципите за здрава животна средина, што конкретно мислите, како што тоа дело за зелен град да граѓаните да Во, зелени проекти. во урбанистичкото планирање не се предвидуваат рокови за реализација на проекти. Значи, во него предвидувате постоење на траса или не постоење на траса. Така што да, трасите ќе останат, меѓутоа ја мислам дека пред носење на ГУП-от ќе бидат и реализирани. Така што да кажам тогаш ќе бидат зацртани како постојна инфраструктура, а не како нешто што треба да биде во предметот на реализација. Планот на јужната обиколница за жал е уништен со импровизациите што ни се случува во реализацијата на инфраструктурата во нашиот град. Ако се сеќавате, кога јас дојдов за градоначалник, истакнам дека 51% од инфраструктурата предвидена во генералниот урбанистички план за град Скопје е нереализирана. Вклучително и така наречената јужна обиколница, која што условно кажано, сленговски кажано, ја убија со реализација на згради кај што треба да проаѓа патна инфраструктура. Јужната обиколница или брзата лента, дури и северната ви е поранешната Јадранска магистрала која што не е реализирана. Южен булевар. Значи имено имате по трасата и во Лола Ривар на пример или сегашна Теодосија Гологанов, која што беше проширена од претходната градска администрација, де факто го сленговски кажано убива Јужниот булевар затоа што и во Лола Ривар во плановите на град Скопје е сервисна улица на Јужниот булевар кој што е 6 метра под земја како корита. Па кај Рузвелтова имате надвозник, па имате надвозник, да речам, кај 8 септември. Меѓутоа, ако се требало да се реализира Јужниот булевар, ќе требало да се започне се копа, да се спушти, и таа е брза сообраќајница каде што од влезот од Ѓорче Петров до излезот кај Драчево сте можеле да или сте требале да реализирате таков тип на инфраструктура.
За жал со импровизациите во реализација, со цел да се прикаже дека еве нешто се работи, де факто проширување на улица, патем кажано и во Ривар се работеше 2,5-3 години, како проширување на улица, мислам, ме разбирате, а при тоа да сте свесни дека можноста за реализација на Јужниот булевар ја едноставно убивате во појам. За мене е волунтаризам, непрофесионализам и незнаење на водење на град. Тоа се моите саќања, не мора да се сложиме околу тоа. Така што сериозна работа е Скопје. Сериозна компонента е Скопје. Некои инсистирања што јас ги имам како градоначалник, кои што гледате дека се реализираат, се токму заради тоа што околу импровизациите, околу инфраструктурата фундаментална не смееме да импровизираме. Сега, значи, ако влезете да ја реализирате на начин на кој што е предвидена јужната обиколница, не Јужниот булевар, тогаш ќе треба да навлезете во водно. Што јас мислам дека е реално непотребна категорија, имајќи во предвид дека во овој момент забрзано се работи на така наречениот секундарен сообраќајен северен прстен. Тоа е со реализација на булеварот Босна и Херцеговина во овој момент. Се проектира булеварот Хрватска и завршна фаза е булеварот, продолжувањето на булеварот Словенија, и за мене е попаметно градот да влезе во инвестицијата на инфраструктура на тој дел, бидејќи на крајот на денот таму би требало Скопје да се развива во иднина, за да не ни се деси заради немањето на стандарди при изработка на ГУПот или при изработка на деталниот урбанистички план, ново Дебар-Мало, нова кисела вода, нов Карпаш. Проблемот што е кај урбанистичкото планирање или правењето на ГУПот и на ДУПовите во минатото, каде што за жал имаме многу сериозни аномалии кои што е многу тешко да бидат отстранети во блиска иднина, е токму непропишувањето на стандард за што е тоа животна средина или животен простор. Па имате тераса врз тераса во Дебар-Мало, околу универзална, па ќе влезете наму кај Силбо. На што ви личи тоа? Значи, тоа е баш заради бизнис интересите што токму вие ги споменавте во минатото, реализација, односно уништување на делови од градот Скопје за нормално живење. Улица Гореше на водно, Таа е регионален пат, баш заради непознавањето на географијата на градот, заради непознавањето на духот на планината водно, улица што веќе е денивелирана заради планирање, заради тој тип, едноставно не можете да ја пуштите во употреба. Таа е надвор од опсегот на град Скопје, зборуваме дека таа улица што оди кон Сопиште, е од страна на ЈПДП и нивна обврска, меѓутоа знам дека има сериозни аномалии заради непознавањето на теренот. Ја осакатија планината заради бизнес интереси. Тука се сложувам со вас. Во текот на денешниот ден истекува времето или рокот кое што јас како градоначалник го упатив до сите советнички групи да номинираат представници надворешни советници всушност, кои што ќе бидат надворешни членови на комисијата и кои што ќе вршат надзор за нејзината работа. И во тој процес ќе идеме целосно транспарентно. Јас кажав и повторувам, ќе направиме обид да го продадеме постојниот објект со цел градот Скопје да го донесеме со седиште таму каде што доликува на европски град, бидејќи во сите европски градови. Сакате во Тирана на плоштад. Сакате во Подгорица, сакате во Подгорица на плоштад. Сакате во Љубљана на плоштад. Сакате во Сараево на плоштад. Сакате во Софија на плоштад. Зборувам за локации кои што се во нашето потесно окружување. Откако ќе го завршиме обидот успешно, тогаш веројатно ќе можеме да зборуваме што би следело со средствата кои што ќе ги обезбедиме од продажбата. До тогаш не би сакал да импровизирам.